Ова е течението на реката Брегалница на 225 километри од далеченост од незиниот извор, високо во Малешевските планини во Источна Македонија. Таа е втора река по големина во Македонија, а незиниот слив опфаќа скоро 17% од територијата на земјата. Патешествието на реката почнува на 1690 метри надморска височина под врвот Ченгино-Кале, откаде таа продолжува да тече низ алпски пасишта, стрмни падини и теснеци, секогаш придружена од букова шума. Спуштајќи се надолу, реката води низ долини и рурални предели. Всушност, околу 200.000 луѓе живеат во Брегалничкиот слив, а нивна основна професија е земјоделието. Воопшто не треба да не изненади ако се знае дека околу 1/5 од обработливата земја во Република Македонија е лоцирана во овој регион. Конечно, последниот крак од течението на реката минува низ степолик терен, место со неверојатна убавина скоро недопрена од човечка рака. Овој дел е дом на бројни животински и растителни видови и е главната причина зошто сливот се смета за еден од најинтересните предели во земјата кога станува збор за биолошката разновидност. Поради тоа, од витално значење е неговите природни богатства да се зачуваат за идните генерации. Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, ги поддржа активностите за зачувување на природата во Брегалничкиот слив, поттикната од фактот што регионот почна да ја губи биолошката разновидност како последица на различни причини. Еден од првите чекори кои го презеде програмата беше спроведувањето на еколошка анализа, насочена кон проучување на постоечките податоци за биолошката и пределската разновидност во овој регион, одредување на недостатоците во знаењето и подготовка на план за пополнување на овие недостатоци. Анализата потоа се искористи како основа во подготовката на мапа на еколошка сензитивност, со која се предложи востановување на одредени заштитени подрачја во сливот на реката Брегалница. Целото новостекнато знаење треба да се инкорпорира во просторниот план за овој дел на земјата, што би значило дека за прв пат одржливото управување на биолошката разновидност и незиното зачувување се поставуваат како едни од основните столбови при планирањето на идниот развој. На национално ниво, програмата заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање од самиот почеток ја поддржуваше изработката на национална стратегија за заштита на природата. Дополнително, како дел од својот сеопфатен пристап во зачувувањето на природата, активностите на програмата вклучува интервенции на теренот. Една од таквите компоненти е насочена кон биолошката разновидност во земјоделието, особено во поглед на одгледувањето ориз. Таа, покрај тоа што треба да го организира управувањето со ресурсите и системите за производство на ориз, се стреми кон облажување на ефектот кој земјоделието го има врз биолошката разновидност со намалување на употребата на вода, пестициди и хербициди. Оваа компонента исто така соработува и со локалните пчелари, укажувајќи им на потребата за што поголемо одгледување на автохтоната македонска пчела и учејќи ги идните пчелари за придобивките од производството на мед. На полето на образованието, програмата воспостави и надгледува соработка меѓу Шумарскиот факултет во Скопје и Школата за земјоделие, шумарство и храна на Универзитетот за применети науки во Берн, Швајцарија. Целта е да се направи размена на искуства и добри пракси во управувањето со шумите, да се воведе зачувувањето на биолошката разновидност во наставната програма на факултетот во Скопје и да се поддржи студентската размена. Покрај на национално ниво, програмата работи и на помали локални проекти и во рамките на овие активности таа објави повик до граѓанските здруженија да учествуваат со своји предлози.
Програмата исто така вклучува формирање на едукативен центар за зачувување на природата во едно од селата во сливот, кој на посетителите би им нудел иновативен и креативен пристап во учењето како да се искористи и зачува природата. Програмата обезбедува и поддршка за сите 15 општини во Брегалничкиот слив при спроведувањето на проекти во полето на зачувување на природата, примената на практики за заштита на животната средина и обновливи извори на енергија. Сите овие активности веќе имаат длабок ефект врз регионот на Брегалница и неговиот иден развој. Програмата е координирана од Helvetia Swiss Intercooperation и Pharmahem.